почитуван заменик председател на владата господин Љупчо Николовски, почитуван генерален директор на ТАФ Македонија господин Метин Батак, почитувани представници од фирмата изведувач на работите Лабина Трейд, почитувана председателка на општинскиот совет на Крива Паланка, почитувани представници на медиумите и останати присутни. Општина Крива Паланка во изминатите неколку години во континуитет работи на подобрување на локалната патна, канализациона, водоводна и останата инфраструктура. Градежната офанзива која трае во изминатите неколку години со несмалено темпо продолжува и во следниот период. Изградбата на нови улици, патни правци, спортски терени, водоводи, канализациони системи, регулации, тротоари, нови објекти, градски парк и плоштад се само дел од нашето секојдневие. Денес сме тука со вас во населба Долно Грамаѓе и тоа не пол месец по претходната посета кога го означивме отпочнувањето на изградбата на локалниот патен правец од А2 кон новите градски гробишта, за да денес го официализираме почетокот на уште еден проект кој што е од огромно значење за жителите на овој регион. Имено, општина Крива Паланка, како што напомена и заменик председателот на владата, во изминатиот период преку програмата на ТАФ доби 3 проекти со вкупна висина од околу 29 милиони денари. Еден од тие проекти е и овој за изградба на улица Вршачка, со кој што го решаваме долгогодишниот проблем на граѓаните на Крива Паланка и поконкретно на жителите на оваа населба. Проценетата вредност само на овој проект е околу 10 милиони денари. Во оваа прилика сакам да изразам огромна благодарност до генералниот директор на ТАФ Македонија, господинот Батак, но и до владата, која посветено со огромно внимание и со сенс за решавањето на локалните проблеми во континуитет работи на подобрување на условите за живење во Крива Паланка и регионот. Со тоа оставаме траен белег на времето во кое делуваме и работиме, а се со една единствена цел – подобрување на условите за живот на сите граѓани и решавање на натоложените децениски проблеми. Денес завршуваме со рехабилитација и изградба на тротоари на улица Херој Карпош, а од следната недела продолжуваме со рехабилитација на крак од улица Пере Тошев. Само оваа година од општинскиот буџет се издвоени околу 9 милиони денари за оваа намена. Деновиве отпочна и третата фаза од асфалтирањето на патниот правец од село Габар кон село Огуд со вкупна должина од околу 9 километри и инвестиција од 34,5 милиони денари. Финишира изградбата на втората и третата фаза од регулацијата на речното корито на Крива река во висина од околу 25 милиони денари, а во тек е изборот на изведувач за грант од 7 милиони денари кој што ќе проложи со следна фаза на уредување на овој потек. Со несмалено темпо продолжуваме и во следниот период со максимална посветеност и вложување во трајни добра во заедницата, бидејќи изградбата на локална инфраструктура е за подобар живот на сите граѓани, за нови вработувања, за локален економски развој. Продолжуваме да диктираме принципи на професионален пристап, висок степен на одговорност, но и визионерство во креирањето и диктирањето на регионалниот развој во Североистокот, кој со години наназад важеше за запоставен. Продолжуваме со многу нови активности и максимална посветеност за подобрување на урбаниот лик на нашата Крива Паланка. Нека ова што го правиме денес со отпочнувањето на оваа градба, но и она што е финиширање на сите градежни активности во овој период, представува една честитка од моје лично име, од име на општина Крива Паланка, од владата на Република Северна Македонија по повод престојните празници кои што утре и заутре ќе се случуваат и шествуваат во Крива Паланка, како локалниот патрон Свети Јоаќим Осоговски и прославата на Мала Богородица. Ви благодарам.